Почитувани гледачи, добро вечер. Вечер во емисијата ја посветуваме на една книга која ќе ја промовираме. Се вика Македонија искон и вечност, 10 години македонски манифест. По тој повод гостин во студиото е мојот колега Дардан Венецки. Дардан, добро вечер, добре дојде. Добро вечер и добро најдов. Оваа книга за некој ден ќе биде промовирана, ако не се лажам, тука е среда, 22 мај во 2019 во 19:30 во Музеот на македонската борба. Промотор ќе биде Александар Станковски, гости ќе бидат Игор Дурловски, Арна Шијак, Борис Трајанов и Александар Ѓурѓовски. Ова е една книга која има повеќе автори. Ќе ми дозволиш да ги прочитам авторите. Тоа се Ефтим Клетников, Александар Русјаков, Митрополит Повардарски Агат Ангел, Ѓорѓи Поп Атанасов, Милош Линдо, ја сега не знам... Милош Линдро? Да, Линдро, се извинувам, Дардан Венецки. Тука се користени од... Да, песни од Рацин, да, извадоци од... Но авторите кои се со авторски текстови, да. Филип Клетников, Петар Поповски. Да, Петар Поповски. Македонците според античките извори Димитри Михалополис или ова е веќе... Да, тој е грчки автор, превод грчки автор. Тој е превод. Има многу убав есеј за Македонија. Стефан Влахов Мицов, Ристо Никовски, Ребека Вест. Да. Ефтим Клетников, Фима Клетникова, Алдо Климан и така натаму и така натаму. Еве, ајде малце за ова обемно и колективно дело да проговориме или да идеме првин за македонскиот манифест. 10 години македонски манифест. Ова е јубилеј на македонскиот манифест, невладина, непартиска организација, практично дружение неформално од граѓани, по иницијатива направено пред 10 години од семејството Клетникови, Фима и Ефтим, на кои се заедно со група интелектуалци, универзитетски професори, композитори, музичари, диригенти и така натака, на кои подоцна се приклучија многу други интелектуалци и граѓани кои што ја прифаќаа нивната идеја и нивните определби и гледања на нештата, на актуелните случувања во Македонија. Ја формирале ова здружение на кој подоцна и јас се приклучив, нивните идеи ми беа многу блиски, со основна цел одбрана на македонското име, идентитет и јазик. Во ова време кое е невреме, почувствувавме дека е време да се крене гласот на интелектуалците во Македонија, кои за жалост се замолчани, дали се исплашени, дали е нешто друго, не секам да зборувам, меѓутоа интелектуалната јавност и речта на интелектуалците во Македонија не достига во овие времиња кои што велам за мене се невремиња. Ова е трета книга, ги набројавте авторите, нема да ги повторувам, многу интересни провокативни текстови ќе го привлечат вниманието на сите, на голем број читатели. Има за секого по нешто да си одбере. Можам вечерва да зборувам општо, меѓутоа... Не, уште малку би се задржале на... Ке збориме за вашиот сегмент, имаме доволно време, се надевам дека сепак ви издвојувам цела емисија и се надевам дека имате што да кажете. Ако не ни планиравме, ако сакаш и кратка ќе ја направиме, немам никаков проблем. Оно што сакам да те прашаме за... Ти си еден од, да речеме, равноправните тие членови на Македонски манифест. Она што сакам е да направиш еден пресек на работата на Македонскиот манифест последниве 10 години и намерата ја чувме. Сега, што правеше и што работеше Македонски манифест во изминатиот период? Па Македонскиот манифест се бори за остварување на целите што ги има со перото. Тоа е неговото главно оружје,
со обраќањата до јавноста. 10 години е еден вид коректорот и на власта и на опозицијата. Се јавува со критички текстови подеднако и за власта и за опозицијата. И за преседателот, и за Македонската православна црква, се обраќа и до меѓународната јавност, амбасадорите во Македонија, до Брисел, до НАТО структурите, кои сите во овој изминат период од осамостојувањето на Македонија навалија на ова мало парче земја да го разнебитат до крај. Затоа што разнебитувањето на македонската земја трае со векови. Последното значајно беше 1913 во Букурешт. По повод 100-годишниот договор, Македонски манифест организираше символично палење на Букурештскиот договор и на символичен начин да покаже што мисли за тој договор. Затоа бевте осудени од широката јавност дека сте се дрзнале нешто што меѓународната заедница го прифатила и го поништувате еден меѓународно признат државен договор. Се сеќаваш на реакциите, така? Се сеќавам. Да. Меѓутоа, има една друга работа, Јанко. Да. Тој договор е правен 13-та година во Букурешт без македонците. Така е. Мораме ние да знаеме општествено-политичката состојба овде, на овие простори и во нашето соседство, за да можеме да даеме слика на нештата. Мораме да се навратиме на 19-тиот век. Повели. Кога портата или султанот или Отоманската империја, наречена болниот од Босфор, беше на вештачко дишење, беше одржавана од западните мокници. Знаеве и зашто ја одржаваат. За да дојдат до конечната цел. Они се во соработка со Лондон, Париз и Беч уште од самото доаѓање на Балканот. Да не заборавиме, тие дојдоа овде, а Константинопол го освојува после 100 години. Со помош на оружјето што го добива од Западот. Тие мораат да им вратат на некој начин. И цело време се во соработка со моќните западни сојузници. Добро. Дојдоа до крајна и натака тргнаа на Беч, меѓутоа се вратија. Така им беше договорот. Да се вратиме на 19-тиот век. Беа, откако веќе во 1767 година беше укината Охридската архиепископија, пред тоа беше и грчката и српската, после тоа следеше рестартирање на овие цркви. Беше дозволена работата на грчката, па на бугарската, па на српската. На македонската, на Охридската архиепископија никогаш не беше дозволено да се возобнови, додека османлиите беа на Балканот. И што се случи? Сите пописи во Османлиската империја се вршеа по тој милет систем, зависно од тоа на која верска на вери им припаѓаш, во која црква идеш, така беа запишувани. Значи, постоеше грчка црква, постоеше бугарска, постоеше српска. Сите тие отвараа своји училишта, праќаа своји попови на територијата на Македонија, зборуваме за етничката Македонија пред поделбата. Да, затоа што нели турците, се извинам, да појасниме, турците оваа територија ја нарекуваа Македонија. Така? Румелија или Македонија? Македонија од секогаш. Не, ама во рамките на турската држава ние бевме Македонија. Да, али географски по Македонија, во кој што според пописите, врз основа на верската припазност и во која црква одиш ги запишува. Ако оној кој што иде во грчка црква, тој е православен христијанин од грчка провиниенција. Ако иде во бугарска црква е бугарин, ако иде во српска србин. Бидејќи немаше македонска црква, македонците мораше да идат. Не можеше да идат во џамии, не можеше да идат во католички цркви, иде во православни. Имаа избор. Дали ќе иде во грчка, дали ќе иде во бугарска, дали во српска. И кога ти на повеќе последователни пописи немаш во турските тефтери македонци, што направи Западот? Што? Го направи Букурештскиот договор. И ја ослободи и ги помогна нашите соседи да ја ослободат тоа парче земја од османлиите и да ја распарчат. Бидејќи пописите кажаат дека овде нема македонци. Ама нема во тефтерите, на лице место ги има. Ние имаме овдека дузина патеписци кои што поминаа по Македонија и кажаа кој живеел.
Народот знаеше кој е. Си имаше своја култура, своја традиција, свој песни, свој јазик, различен од другите. Земете ги проценките на пописите од нашите соседи. Кога таква проценка на пописите праева бугарите во Македонија, земете ги бугарските извори, ќе видите дека основно население е бугарското. Дека има нешто Грци, скоро ништо, и турското население, според реалната состојба. Кога грците ќе прават проценка на населението на територијата Македонија, основно население е грчкото, бугарско и српско нема, има турско, македонци нема. Кога србите прават проценки на пописот, земите српски извори, основно население во Македонија е српското, турското, грци и бугари нема. Што тоа ви зборува? Па македонците се реалност, нека ми простат, ама овде во оваа книга кога ќе зборуваме за текстовите, јас на еден сликовит начин врз основа на картите го насликуваме идентитетот на народот и на земјата. Од најранните времења, од 9 век пред нашата ера, првата европска држава формирана на европски континент Македонија, во континуитет на сите карти. Имаш од првите карти на Птоломеите, преку старите римски карти, она римската карта, што е мермерна 4 метарска, на улица Империјал во Рим, секој може да посети, на која што цел Балкан е Македонија, преку средновековните карти од западни автори, преку картите тука што се прикажени, све не се од македонски автори, освен последната карта во книгава на сегашна Македонија, се е од надворешни извори. Сите ја запишале Македонија и македонци. Тоа е ноторен факт. За него нема зга. Меѓутоа, во Букурешт, бидејќи немаше во пописните тефтери македонци, тие ја распарчија. Како ние да не ја оспориме? Па ние си оформивме држава, ја возобновивме дрвната македонска држава 44 година. И првпат можевме да реагираме. Нас не примија у Букурешт. Зошто овој притисок? Тие ја сватија грешката дека Македонија е делена без македонците, а тапија на македонската земја имаат само македонците. Не може без нив да се направи. Затоа сега ни бараат да се само избришеме. Преспанскиот договор, уставните измени, Тиренската платформа, законот за јазици се дозенесени подуцени и закани од типот прво име, па после Европска Унија и НАТО. Тие не присилија, со оружје, ни пративаа единици од Косово. Последно беше предупредувањето пред подпишувањето на Преспанскиот договор у Куманово, каде што повторно имаше жртви. И сега треба меѓународна комисија да одлучува што се. Па на лице место се фатени, убиени, 8 припадници на и 340 раници припадници на македонската полиција. Си го признаа делото. Кажава дека дошле за одбрана на албанската кауза. Што меѓународно истрака? Тие го признаа делото. Гледате што ни се прави. Тоа е под присила. И сега се прави. Ако не принуде да се самоизбришеме, никогаш не ќе може да го реализира тој брутален, монструозен договор од Букурешт. Затоа ние го запаливме. За нас тој не постои. Македонците се реалност. Од вчера да сум македонец, светот е должен да го прифати. Тоа ми го гарантира Универзалната декларација, тоа ми го гарантира Конвенцијата за човекови права, тоа ми го гарантира конечно Повелбата на Обединетите нации. Член 1 во сите овие акти што сега ги цитирам е правото на самоопределување и самоидентификација. За каква демократија мене денес ми збори Европа? Таа што не признава судски одлуки на меѓународен суд, формиран од Обединетите нации, тие се демократи. Па тоа е нивни суд. Па тој нивни суд пресуди во полза на Македонија и не го признава. Ни НАТО го признава, ни Европа го признава. Ти вика прави нов договор со Бугарија, од кој што ќе се откажеш од име, ќе се откажеш од историја, ќе се откажеш од култура, од се. Ти го ставива само јазикот кој што е меѓународно кодифициран и запишан во Обединетите нации, ама до кога? Јас прашувам јавно преку медиумите, и во емисиите, и во мој настапи по трибини, и во некои пишувања до медиумите, јавно прашував до кога ќе биде оставен македонскиот јазик и зошто е ставен во Преспанскиот договор. Па нели е тоа поентата? Да имаме јазикот е моје, твое лично право. Полека една реченица. Ајде. Значи, Преспанскиот договор знаеме што и како, но со него стои и сите тоа го потврдуваат, тие што се потписници и го тврдат дека
идентитетот, ние сме и натаму македонци, и дека македонски јазик. Сами рековте, во Обединети нации. Зошто не би верувале дека тоа што еднаш влегло во Обединетите нации, ќе го избрише? Ние ќе го избришеме, Обединети нации, кој ќе го избрише? Многу убаво прашање и многу логично. Ти благодарам. Многу убаво прашање. Добро де, фала. Сега. Повели одговори. Идентитетот. Да? Идентитет во Преспанскиот договор македонски нема. Има македонци кроз граѓани на Република Македонија. Значи има Не македонци во етничка кроз. смисла. Туку? Ама македонци се во Република Македонија државјани и албанците, и србите, и турците, и ромите, и власите, и бошњаците. Не е етничка категорија. Ме разбирате? Ве разбирам. Државјанството според западната терминологија и наука. Значи државјанство. Националноста значи државјанство. Не ентитет. Не етнос. А јазикот да. Меѓутоа јас прашувам до кога? Зошто јазикот е вметнат по договорот? Нели јазикот е моје неотуѓиво лично право? Па да се утврди идентитетот. Тие што го потврдија, вела дека е ставено за да се утврди и да се забетонира конечно идентитетот македонски. Ама до кога? Ја не знам до кога. Ја сега зборам луѓето. Ќе ги потсетам гледачите. Во мојава емисија нема само гости кои се против, имав некои гости кои се за Преспанскиот договор, за да ги слушнам која им е нивната оправданија или нели филозофија и како го согледуваат. Они викаат дека со тоа е забетониран македонскиот идентитет и веќе ако досега бил под прашање, сега повеќе не е. Јанко, Да, повели. заради гледачите. Да, за гледачите. Мислам дека заради е познато. Значи ја можам да се правам наудрен дардан колку сакам. Не зборувам и за не е зборувам за гледачите. Не е мое да ти ги потврдувам збороите. А ти ако имаш што да кажеш, Ке си се во вратам на пле. гледачите. Да. Прифаќам за Затоа и гледачите. секогаш емисијава е за гледачите пред. Ќе ги потсетам гледачи дека министерот за надворешни работи упати едно писмо до грчката влада во кое што објасни што значи терминот македонски. Се однесува на државјанството. Затоа што и Ципрас, и Кодзијас, и Захариева, и Каракачанов искочија дека со Преспанскиот договор не е признаен македонски идентитет, него е признаено македонско државјанство. Но они може да искачаат што сакаат да зборат. Па чекај, работате Кодзијас и како Ципрас не се било кој. Окей. Тие се председател Се и министер за согласувам со надворешни тебе. работи. Каракачанов е подпредседател на влада. Тој ги изнесува ставовите на бугарската влада, не него или приватни. Приватни може да се искочи негде на плажа и да збори со кого сака. Тогаш нема ни да го слуша. што стои де јуре. Де јуре потврди нашиот министер дека со Преспанскиот договор е признаено државјанство, не националност. Во договорот не го тумачат така. Кој не го тумачи? Па тие што се за, па и еве 90%. Па еве го протолкува владата. Представникот на владата Димитров кажа дека не е признаен идентитет, него државјанство. Признае само македонскиот јазик. Не може да го избришат, затоа што тоа е неотугиво право на секој народ на самоопределување и идентификација. Запишан во единиција. Јас прашувам до кога. Добро. Тоа е стаен во Тогаш кој Преспанскиот збори договор македонски за да јазик? биде оспорен. Добро. Македонскиот јазик го зборуваат македонците, како таков е запишан во единиција. Сега. Како ќе биде избришен? Што не чека ќе еве за гледачите до влезот во Европската унија. Што престанавме за книга, мислев поише за книга. Ќе продолжиме. Само една реченица да завршам. Не, тек почнуваме сега на тема. Не, има што да кажеме. Не, ја тргнав ја книгата, немам намера се враќам. Тераме за ова. Сега, нас не чекаат до влезот во Европската унија отворање на 35 поглави. Првата фаза и првото оспорување е грците. Ни го оспорува името, бугарите, јазикот и идентитетот, србите црквата. Првата кривина ја минавме. Така како минавме со овој небулозен, уништувачки Преспански договор. На втората капија, пред влезот во Европска унија чека Бугарија. Каракачанов јасно не порача. Тој е подпредседател на бугарската влада. Го поддржа Захариева. Го поддржава еден куп интелектуалци во Бугарија, го поддржа европарламентарците од Бугарија. Со македонски
термин македонски народ и македонски јазик не можете во Европска унија. За бугарите ние сме западни бугари, јазикот западно-бугарски дијалект. И од тоа тие не отстапуваат. Тоа е став на Бугарската академија на науките. Тоа е став, еве сега го потврди Каракачанов, го потврди и Захариева. Што тоа зборува? Што? Зборува дека македонскиот јазик ќе биде оспорен. Нема влез во Европска унија со македонски јазик. Ќе треба да не запишат, да ни го повторно да ни го запишат. Ќе се отвори прашањето за јазикот. Како резервна варијанта, тука тие законот за јазици. Ние веќе сме федерација, Јанко. Погледајте се, Заев најави метла. Меѓутоа, што му одговори албанските министри? Метлата важи за македонските министри. Наш председател не е Али Ахмети. Значи, ние имаме два председатели на влади, две влади. Малце ми се расплинуваш, Дардан. Да останеме... Еве ти го, јазикот ќе отиде курбан. Полека. Затоа ова идентитетски геноцид на рати. Знам како ја следам мислата. Значи, што по тебе сметаш дека ќе се случи сега со тие 35 отварања на поглавја и остави 3 точки? Пополни ги тие 35 точки. Што, еве, не знам, изјавиле ова она. Што значи тоа? Дека уследниот договор ние ќе се откажеме и од македонски јазик и од... Нема потреба. Те прашувам и како тоа ќе изгледа. Заврши го прашањето. Нема потреба сега... И пушти ме да ти поставам прашање, барем жити се. Извини. Немој, па стварно не сум ефтов. Те оставам да се искажеш. Ти благодарам. Повели. Нешто плюс ме погодува ова неправда. Јас сум во душа македонец. Татко ми бил дедо ми, парадедо ми, откако ги знам сите. Ама знаеш што? Знаеш што ќе ви кажам? Еве, заедничкиот наш пријател кој ни е многу битен, како заеднички именител, ми постави за молница, да бидам многу пооштар со тебе, што одбив. И едно прашање постави вака. Не можам. Проблем е детекцијата. Што направи македонски манифест? Нели, имаме проблем со идентитет, имаме проблем со името, имаме проблем. 10 години делувавте. Што направивте во таа одбрана? Ја како што гледам, еве сега, вие 10 години го браните идентитетот. Името е сменето. По тебе, идентитетот ни е сменет. Јазикот наскоро и тој ќе ни биде сменет. Сега онда се прашувам, бидејќи не чини црквата, не чини владата, не чини опозицијата, не чини народот, вие останавте единствени бранители што велите на македонско. Што направивте? Каде се вашите резултати? Ако земеме така, нашиот заеднички пријател, ми после вика, те мовам, прашај го емисија, еве, те прашувам. Што е резултатот на македонскиот манифест? Еве, некои ваши членови веќе и се откажа. Јавно и се откажа, вика, ја од мојата делатност више не се занимавам со ова. Затоа што гледа дека нешто не бива уработава. Какво е твоето согледување, те молам слободно искаш? Прво, никош не сме кажале дека народот не чини. Не, се шегувам, не реков вие. Ја го констатирам, не ти ставам... Критички сме настапиле. Да, не ти ставам зборови во уста, значи се што кажав е мое, ништо на сметка на македонски манифести или тебе лично. Јас само констатирам и така, ги поставив овие работи. Македонскиот, прво мора да го завршиме претходното прашање. Повели слободно. Како ќе го збришат македонскиот јазик? Не треба да заборавиме дека формиравме комисии историски и за контрола на историјата, за славење на заедничка историја со бугарите и поправка на нашите учебници. Ние се откажавме од античката историја и ме препуштивме на грците, средновековната на бугарите. Сега, овие комисии, кога ќе ти дојдат, ќе го отворат прашањето за Кирил и Методи, за Самуил, за црквата, за јазикот, за културата. Ако ние не прифатиме дека до 44-та сме биле бугари, дека овде се зборува бугарски јазик, ако Кирил и Методи не им го препуштиме, ако Самуил не им го препуштиме, ако црквата не им препуштиме, нема напредок, нема влез во Европска унија. Ке ти дојдат пречки, блокада. Се очекува промена на власта во Грција. Најави дека Ципрас нема да признае македонски јазик. Односно, неговиот опонент.
Како беше името неа демократија? Ако не се лажам, Ципрас рече дека ни овој договор нема да го прифати, па го ратификува. Добро да го ратификува. Затоа што очигледно дека некој поголем ја игра оваа игранка. Игра очигледно е поголем. Значи, зошто Играта онда е во Брисел. Зошто го фокусираме тогаш во Грција проблемот или во Бугарија? Како ќе им наредат од Брисел, така ќе играат. Иначе македонски манифест се бори со соопштенија. Во оваа книга централно место, еве ги прочита авторите, меѓутоа скоро 1/3 од книгата се обраќањата на македонскиот манифест до преседателот, до владата, до амбасадорите, до Столтенберг, до Македонската православна црква, до македонскиот народ. Зошто немаше ефект? Нашата, па видите, тоа е прашање за друга емисија и за друга анализа. Македонски манифест нема министри, нема пратеници, нема власт во оваа држава. Јас само кажав дека е коректор на однесувањето и на власта и на позицијата. Ние подеднакво ги обсервираме и едните и другите и подеднакво критички настапивме и кон едните и кон другите. Така е. Арно, ама... И она што на Македонија и фали, сите ја бараат третата опција. Добро. Сега нема да разборувам овој дел Добро. во име на Македонски манифест, ќе го искажам моето мислење што со децении го зборувам, дека на Македонија и фали втора опција. Ние имаме... Трета. Не, втора и фали. Ова првата и ова втората што вие Преска рече велите, трета. сите бараат трета опција. Јас Добро. барав втора. А добро, Бидејќи немаме втора. Што е втора опција? Ние по тебе? имаме партија СДС без М Добро. и ВРЛ. Добро. Без демократски и без македонски. Нити се разбрав. демократски, нити се македонски. Те разбрав. Затоа што едните го продадоа името, знамето, што не направива, Добро. заедно го направива овој 2001 рамковниот договор, сите работи во соделство ги направија, никој не крена глас, сите договори се подпишани само на англиски, не на македонски. Едните го подпишаа договорот со Бугарија за допустот, другите претходно декларација, што во суштина е исто. Формално го оспорува Преспанскиот договор, а кога можеа да го спречат неговото донесување, со искачање од парламентот и враќањето на мандатите, тоа не го направива. Добро. Фингирава опозиција. Добро. Исти програмски цели, извини. исти методи Дардан, на платење, Дардан, лажи и други. Ти имаше тогаш емисија, врзуваше овдека врзулчиња на раката, повикуваше, мене лично ми Тоа ми кажуваше... беше можност. Така е. Повеќе не може. Не, апсолутно се согласувам со тебе. Јас само констатирам. Дозволи ми да се искажам. Значи, беше повикан народот. Ти беше убеден дека народот ќе се спротистави и на партиите, и на сите. Ја не видов народ. У оваа емисија, овде се јавува, еден ми се јавува и ми вика: зошто бе скопјани не искачате, вика, само 1000 души протест за донесување на уставните промени? Ја викам, стварно управо си. Зошто у другите градови, во Прилеп, во ова, ниту еден не излезе? Знаеш што ми рече? И па гледаме фудбал. Добро, на поединци не може да ги уградиме ставовите, бар јас не може. Зошто масовност не добива? Зошто не добивате поддршка? Зошто ова не допира до јавноста? Мене тоа ми е. Еве, вистина е велите. Борбата е многу емотивна. Соопштенијата се со најдлабоки и најхуман карактер. Не допира. Нема ефект. Зошто? Бидејќи за едно дрво у Европа, знае Европа, млекото ќе им го поскапат, цела Франција гори. Знаеме и за помалку. Македонија, овде ви им викате, абе име ви менја, тоа, никој. Мува не ги ласи. Ја не гледам отпор, ја не чувствувам отпор, ја не осеќам нешто. Кога се сеќаш, разговаравме дека македонците, од егејскиот дел на Македонија, вриело, после подпишувањето, ќе се дигнало, што ти ја знам. Егејци ми се јавија во емисија и ми вика, тек сега имаме право, како Северна Македонија, да си бараме јазикот, да збориме во училиште, за нас е ова подобро. Погледни ги моите емисии, ова е во живо. Дали е вистина, дали е фол, ја не знам. Ти ги кажувам овие работи. Значи, борбата за македонскиот идентитет е потполно промашување. Не донесе никаков ефект. Ние немаме ништо. Едноставно, све се подпиша, све помина. Дали гледаш ти отпор? Некаков. Дали чувствуваш? Каде? Меѓу вас тоа да. Ама ја на народ не. Еве ќе ги отворам телефоните. Ако дозволиш ќе ти кажам. Повели.
Прво, македонскиот народ го кажа својот отпор на референдумот. Ние имавме 2 референдума за името. Оној 91 година, кој излегува преку 70%, и од оние што излегува 95,5-6% се изјаснија за држава Македонија. Значи, наш името не е утврдено на референдум со апсолутно мнозинство. 30 септември, македонскиот народ беше спречен да излезе и да си го каже свој став. Јас за мене ќе кажам. Јас имав став за таа работа. Меѓутоа, мене ме спречи власта. Еве ќе ти кажам како. Со манипулативното и расипничко, расипано референдумско прашање. Дали сте за Европска Унија и НАТО со прифаќање на Преспанскиот договор? Тоа се 3 прашања. Секој граѓанин на Република Македонија да употреба некој полоштермија својот македонски за ЕУ и НАТО, да речеме, тоа веќе... Нема, кој како сака ќе се изјасни. Так. Меѓутоа треба да му се даде можност. На македонскиот народ не му се даде. Еве да ќе зборувам во моје име, да не зборувам во име на целиот македонски народ, а другите нека се идентификуваат. Јас бев спречен. Јас сум за Европска Унија. И ако беше само тоа прашање, ќе заукружев за. Меѓутоа ќе се остави резерви. Како што мене Европа ми поставува 35 услова, јас ќе им поставев еден. Да го почитуваат меѓународното право. И Македонија да биде запишена во Обединетите нации само врз основа на повелбата од Обединетите нации и условите предвидени во повелбата. Тоа е член 4. 4 услова и меѓународна комисија формирана од Обединетите нации утврди дека тие 4 услова предвидени во повелбата се исполнети. Тоа е Падинтеровата комисија. Македонија по автоматизам требаше да биде примена под уставното име. На Македонија беше поставен 5ти дополнителен услов, што не е допуштено, затоа што член 4 од повелбата е императивна норма, правниците знаат тоа, е наредувачка, обврзувачка. Нема ни додавање ни одземање. Ги исполнилиш и по автоматизам ќе те примат. Имаме пресуда од меѓународниот суд и таа Европа не ја признава. Затоа, јас сакам во Европска унија, ама под услов да почне Европа да го почитува меѓународното право. Да ги осуди војните профитери кои што предизвикаа со демократските бомби милиони бегалци. Второто прашање беше дали сте за НАТО. Јас сум против НАТО. Затоа што е злосторничка организација. Кај стигна демократија шири со бомби. Милиони бегалци предизвика. Не чека нов бегалски бран. Од кого? Од демократските бомби. Сирија немаше невработени. Сирија немаше нешколовани луѓе. Немаше луѓе без стан или куќа. Сега што направива? Милиони бездомници. Од Ирак што направива? Од Иран. Сега. Значи Чекај. И третото... Не, само не разбирам. Како НАТО има врска со Сирија? НАТО е Соединените Американски држави и Русија. Нема трета страна. Значи, целава работа и НАТО го перцепираме како француско, германско. НАТО е американска. Ја бомбардираше НАТО и Југославија. Не ја бомбардираше Америка. НАТО ја бомбардираше Србија, да? Така? А авионот што го срушија што беше? Јапонски. Дали 19 земји ја бомбардираа Србија? Ја ќе ти кажам. Дали имаше одлука на Обединети нации? Добро, окей. Со нелегални војни рушија легално избрани режими милиони бегалци. Јас за НАТО не сум. Моje мислење. Не. Вие може да го прифатите. Јас не го прифаќам НАТО. Ама ја не го прифаќам НАТО или нешто. Дардан, ајде да скратам да поентирам. Не, значи, окей, ја можам и да замолчам и ќе те оставам. Бидејќи што и да ти поставам прашање, реагираш превозбудливо. Значи, моите се прашања. Ти не мораш да се сложиш. Ќе си имам тензијата. Не мораш, ти можеш да ја качиш тензијата, ја не качувам притисок. Јас сум 60 пулси натаму. Не зборувам за тебе. Не си го земам на себе. Не го земам на себе, ама ти го... Многу јасни, многу ефектни прашања ми поставуваш. Затоа што ја не сакам да те фалам, да управо си, ќе си чутиме. Не, така. Сакам да ти се спротивам. Значи, НАТО е организација, ние можеме да ја перцепираме 19 земји,
Ама немој да ми кажеш дека Швајцарија или не знам таму некоја лева земја испратила своји авиони. Американски авиони беа, ја бомбардира. Американците ја тераат оваа политика. Две земји се во светот кои ја прават целава работа. Америка и Соединените Американски држави и Русија. Европа е само алатка на Соединетите Американски држави. Овдека сите работи и насоки не дојдоа од Брисел, дојдоа од Кале. И луѓето викаат, со американциве не се закачаме. Зошто ни една партија? Ти се чудиш, партииве се предавници. Па која партија ќе се спротистави на Соединените Американски држави, кажи ми? Еве те прашам. Ќе дозволиш да кажам моето мислење? Зар не ти дозволував до сега? Не, сега. Нестраплив сум, тоа го признавам. Воли, ме погодуваат некои неправди, не вие како водител. Те разбирам. Не ти како водител, еве на ти се обраќам тука со во телевизијата. Америка ги следи мокните. Јас мислам дека нашиот проблем е во Брисел и Лондон. Вашингтон ги следи само мокните. Ние се покажавме немокни, неорганизирани и разединети. Ние да беме разединети, ќе застанеше Вашингтон за нас. И ќе застане. Ама ако ја покажеме мокта, ако го покажеме единството и цврстото, прво ние овде во Македонија, а после сите православци на Балканот, тогаш поинаку ќе не гледа и Брисел, и Лондон, и Вашингтон. Ние си ги правиме грешките. Однатре. Сега, да се вратиме, но на твоето прашање, поентата беше проблемот е во Брисел. Тој не ни дозволува. Македонскиот народ, да довршам со ова. Третото прашање беше дали сте со прифаќање на Преспанскиот договор. Дали сте за Преспанскиот? Значи имаме три прашања. Така? Како јас и било кој граѓанин да заокружи дека сум еден е, јас сум за Европска унија, сум против Европска унија. Како на едно гласачко ливче да заокружам? Едно за и две против. Можам ли? Добро, не можеш. Во ред, те разбирам. Друг ќе прифати НАТО и ЕУ, не прифаќа Преспански договор. И тој не може да го заокружи. Некој е за сите три, прифаќа и ЕУ, и НАТО, и Преспански договор. Меѓутоа некој е за се против. Како? Тој може да заокружи све против. Меѓутоа, ако е за едно, за друго не е, 8 можни одговори, 3 прашања, а само едно гласачко ливше. Мене власта со ова вакво манипулативно прашање ме спречи да излезам. Македонскиот народ беше многу мудар и кажа не, со неизлегување. Немаше друг избор. Немаше друг избор. И кажа што мисли на оваа власт. И за Преспанскиот договор, и за ЕУ, и за НАТО. Тоа јас и ти мислиме. Еве сега ќе ти кажам. Така. Еве сега ќе ти кажам како мои колеги од Соединените Американски држави, новинари, се тумачи де јури и де факто. Тоа што е бойкотирано и не излезено на референдум, може да се тумачи како противење, но тоа никогаш нема да го дознаеме. Ја инстинктивно знам дека сте се противели, но ја никогаш ќе немам доказ. Еве, ја ќе умрам, вика. Ќе дојде нова власт. Може би оваа проблем ќе се решава кроз 30 години, кроз 40. Ја вика ќе немам доказ дека на референдумот таа и таа година македонскиот народ бил против. Ја имам доказ дека македонскиот народ не излегол. Зошто? Затоа што јас не можам пред судот да му кажам како он мислел. Затоа што судот ќе рече, окей, не излегле, ама дали ако излегле ќе биле за, ќе биле против, поима немаме. Не го знаеме нивниот став. Неизлегувањето е знак на отпор и бојкот. И јас и ти инстинктивно го знаеме. Ама на суд правно не поминува. Затоа што не го знаеш каков бил ставот на тие што не излегле. Јас знам и имам доказ. Добро. Знаеш зашто? Не знам зашто. Јас само ти кажам... сега за гледачите. Да. Резултатите од референдумот... И јас и ти го знаеме тоа. Ама не можеме пред ниедна меѓународна институција да го изнесеме како факт. Зашто Пробај. Зашто не можеме? Затоа што тој што не излегол не му го знаеш ставот. Тој што не, има закон, има устав, има државна изборна комисија.
Значи- Резултатите од референдумот ги соопштува Државната изборна комисија. Таа излезе после референдумот и кажа референдумот е неуспешен, не е исполнет цензусот. За да биде успешен референдумот, треба да биде исполнет цензусот. Немаше цензус, 36% имаш излезност. Значи народот го отфрли. Ги отфрли сите три прашања. Ние направивме уставни измени спротивно на волјата на македонскиот народ, Така. кој на референдум 91 година се изјасни за име Македонија, Така. не за Северна. Така. Северна не помина кај македонскиот народ. Не ја изгласа. Тоа го соопшти Државната изборна комисија. И само таа е овластена по устав и по законот за референдум да ги соопштува резултатите. Не може да ги толкува ни Заев, ни Димитров, ни Тихан, кој му порача на нашиот председател на влада да постапи во парламентот на балкански начин и да ги издействува промените. Арно, И тој ама на балкански начин сите- со кршење на уставот го издействува. Го издействува. Сега Како тебе постапи? устрамениот суд да се изјасни, ама тој молчи. Како постапи меѓународната? Дивијачки. Значи, Кина, Русија, Вашингтон те прашувам. Како постапија и како изреагира и на договорот и на референдумот? Дивјачки? Јас кажав за Хан Дивијачки настапи. Ја Европската не унија. кажа, ја ти поставив прашање. Како постапи, те прашувам, еве окей, ајде од нова прашањето. Како постапи меѓународната Москва, Пекинг, Кое прашање? во прашање Москва кажа дека е неуспешен референдумот. Москва не призна под Северна Македонија, око не и трепна. Откако го сменивме уставот. I don't give a shit дали сме смениле исто. Па сите не призна од кого сменивме уставот. Па, значи, цела меѓународна ги прифати сите овие уставни измени. Цела меѓународна го поздрави овој договор. Кажете ми, кој не го поздрави? Кажете ми, освен ние, што се противиме, што знаеме, кажете ми, кој застана и рече, абе, дечкиве, во право се, дај да ги поддржиме, ова е неправда. Кажете ми кој? Македонски манифест кажа дека ова е геноцид, идентитетски, најтешкиот геноцид. Вие Умирање на рати. Вие што можевте направивте. Јас сега те Толку прашувам. можеме. Сега. Јас сега те прашувам. Дали добивме од една земја, од Антила, дали добивме, еве, ако ми се пропуштило негде, некоја поддршка. Македонците се обесправени, бидејќи 900 почеток на 20 век, ние имаме Лига на народите, каде што американските интелектуалци викаат Македонија, македонците, независност и така натаму и така натаму. Сега никој, немаме поединец, немаме здружение. Сите го прифатија. Ја за глава се фаќам. Ја не можам да најдам една земја, најдете ми, еве, стајте ја овдека, да подпишеме вака, кажете ми која земја се спротистави на овој договор. На договорот. Па Нели, имаше многу. ако бил насилен, ако бил неуставен, ако бил незаконски, па една земја ќе речеше, ова не е во ред. Ниедна не рече. Зошто? Па, видите, Уставниот суд молчи. Ја го викам устрамен суд. Ама Ова е устрамен. меѓународна не слуша наш суд. Меѓународна си донесува заклучоци. Должна е да слуша ако се произнесе. Уставен суд. Судските одлуки се неприкосновени за секого и мора да ги почитува. Уставен суд. Непочитување на судската одлука е кривично дело, Јанко, да те подсетам. Така е, Уставен суд што ќе донесе, ќе послуша Москва, Вашингтон или Лондон. Па затоа, Сметаш? ако не послушаат, ќе бидат варвари. И како варвари се однесуваат. Сите овие субјекти што ги наредови, ја признаа Македонија како Северна Македонија после измените на Уставот. Уставот сами си го изменивме. Нашето најголемо зло на почетокот Чекај ти сега, кажав, сами го изменивме или бевме присилени? Затоа што го цело време изменивме под принуда и присила, со закани, прво Значи, име и ЕУ не и со сам. безбедносни закани. Внимавај, Не, кој год ти дојде од полека, меѓународна полека. заедница кажа Ја многу убаво има знам. безбедносни закани. Значи, Дардан, ти работиш со историја, ја работам со зборови. Ја не сум ти ни до колена за познавање на историја. Ама ја работам со зборови. Значи, не призна под уставното име ново откако ние го прифативме или бевме принудени. Има, за мене како новинар, има разлика измеѓу бевме принудени и сами го прифативме. Кој ќе го кажеш? Сами го прифативме или не? Оти ако е сами го прифативме, ме ставаш и мене од тој кош. Не те ставам во тој кош. Не е важно. Не зборувам Ама за тебе. не се ни Ти си навредувам. новинар, Јас сега ги мерам јас сум зборовите. ти благодарен на прашањата. Ајде, одговори ми го Добре, тогаш. Па, и под принуда,
сами го сменивме под принуда. И едното и другото не може да ги одвоиме. Не принудија сами да го смениме, затоа што Букурешкиот договор не помина зашто беше правен без македонците. Тапија на македонската земја имаат само македонците. За своето име, идентитет, јазик може да одлучуваат само самите за себе. Не може друг да им одлучува. Затоа и притисокот беше 20 и кусур години да се само избришеме, да го смениме името, идентитетот, да остапиме античката историја на грците, средновековната на бугарите. И сега до прва почињаат муките. Ова е илузија дека ние сме ги завршиле сите проблеми со нашиве соседи. Доправа почиња. Од сега натаму почињаат маките. Од три страни ќе бидеме притиснати. Со федералната држава, ние веќе сме федерација, имаме две влади, гледате, албанците одлучува Ахмети, за македонците Заев. Нема што да одлучува Вели Заев. Ти кажа подпредседател на влада, нема што да одлучува Заев. За нас ќе одлучува Ахмети. Тоа е федерација. Ако ова не помине, они како што сакаат, Македонија е веќе поделена. Они го добија правото на само определување до отцепување. До сега го немаа тоа право без овој уставни измени и без овој закон. Сега го добија правото. Ке се соберат сите општини во кои што е мрзинско население албанско и ќе се одвојат. Не можеш да ги спречиш. А до сега можевме. Мора да има референдум на цела територија на Македонија. Кое е тоа можевме? Кои се тие можевме? Објасни ми што е тоа, бидејќи Дардан да завршам прашање. Значи, кога ќе ми поставите апстрактно прашање, можевме, на кого мислите? Фокусирајте се кој тоа можел да го направи, а не го направил. Па мислев на Македонија. Која е тоа Македонија? У Македонија има Срби, има коњи, има кучиња, има народ. На кого мислите кој тоа можеше да го направи, а не го направи? Тоа ве прашувам. По вас? Па македонскиот народ. Па зошто народот не го направи тоа? Кој да го направи? Тоа што го велите. Па македонскиот народ имаше држава, имаше устав. Ние се разбитивме под притисок, под уцит, со безбедносни закони. Кој год ти дојде од запад ти кажа безбедноста на Македонија, ако не се прифати законот за јазици, ако не се прифати рамковниот, ако не се прифати промена име, нема Европа, нема име, загрозена е Македонија. Океј, кој требаше да се спротистави на тоа? Требаше да се спротистави нашата власт. Не се спротистави власта. Па не се спротиви само народот, се спротиви организации и поединци како Македонски манифест. Тоа е трагедијата. И зошто не успеа? Па не успеа затоа што македонскиот народ беше измамен. Ние имаме инсталирана власт. Океј. И инсталирана опозиција. Зошто народот повеќе и верува на... Тие се една партија. Океј. Зошто народот повеќе и верува на власта, која лаже по вас, нели, манипулира? Кој вика дека и верува? Зошто не ви верува вас? Кој вели дека не ни верува? Што го повикавте вие народот да направи? Еве ги овдека се сите писма, значи 1/3 се обраќањата. Го повикавме народот да биде буден. Ги повикавме партиите, го повикавме народот да ги воспостават македонските црвени линии, да кажат не на Преспанскиот договор, не на уцените, не на заканите, не на геноцидот, не на промена на историјата, не на промена... Перфектно. Нема замерка. Тоа е нашата мек. Понатаму не можеме. А каков е фактот на терен? Не на промените на името на црквата. Не да бараме мајка црква во Србија, во Бугарија, во Вселенска патриаршија. Ние сме најстарата црква на европскиот континент. Океј. Што е резултатот сега? Резултатот сега е све спротивно од што баравте. Еве сега што е резултатот. Сега имаме променето име, така е, спротивно на волјата на македонскиот народ, спротивно на уставот, спротивно на меѓународното право, на сите овие три конвенции кои што ги цитирам. Така. Договорот е потпишан од неовластено лице. 22 надлежности има во меѓународното право претседателот, во 8 од тие 22 точки има и владата. Во останатите има само претседателот. Меѓународната политика, случување меѓународни договори, според уставот и според законот за надворешни работи,
е само преседател. Тој ја представува државата, тој потпишува договори, тој формира комисија за проговори, тој прави план за финансиски трошоци за реализирање на тој план, тој елаборира и го поднесува предлогот до собранието. Овие надлежности на преседателот му беа одземени. А знаете како се вика во правото одземање на надлежностите на преседателот? Секаде во светот се вика тивок државен удар. Така. Ако му земеш надлежности на преседателот, трагедијата е за нас што Георги ова го премолче. Тој требаше да кажа дека му е извршен државен удар. Дека му се одземени надлежностите, невластено лице ги подпишало, го подпиша тој преспански договор. Да, ама мислам дека меѓународната е попаметна и од ова, па нели? Не, посилна е меѓународната, не е така, попаметна. Нели? Таа е насилна. Нели? Председателот на Венецуела вика, ми ги одземате ингеренциите. Меѓународна им вика, не ти одземаме бе, ти треба да си одиш. Цела меѓународна. Така. Океј. Е тоа право или сила? Зашто овдека тоа е уцена, закана или што е? Океј. Или право? Ама океј, велиш нашиот председател истото му го направиле. Зошто не реагираат? Па и тоа го поставиме последното писмо е токму тоа. Ама убаво што сте поставиле прашање. Јас сега те прашувам. Многу убаво те прашувам. Све сте поставиле прашање и тоа нема замерка за тоа. Зошто на терен е сосема поинаква ситуацијата? Изменето име, изменете идентитет, изменето све ова, ингеренциите, све е инсталирано против она што се бореше. Зошто? Еве зашто. Дали сте приметиле дека ние имаме власт која што работи под уцени и закани, со милион прислушкувани разговори. Во тие разговори се снимени и власта и опозицијата. Ние ги слушнавме само бомбите што се на опозицијата. На власта, ни од македонскиот, ни од албанскиот блок не ги слушнавме. Што мислите, нема? Што мислите? Зашто излегоа 8 пратеници од ВМРО и гласа? 20 пратеници беа пуштени 2 сата пред гласање, 2 часа пред гласањето на уставните измени од затвор. И беа амнестирани. Тие што ги отвараа вратите се амнестирани, а оние што пеева химната се осудени. Што тоа ти значи? Па тоа е притисок во целиот македонски народ. Еве што ќе ве снајде ако се спротивставите. И што донесе заклучок по тебе македонскиот народ после сите тие притисоци? Заклучи дека е измамен и предаден и од едните и од другите, и од власта и опозицијата. И како реагираш? Народот како реагираше? Да? Народот реагираше многу мудро. Си чекат да се изјасни уставниот суд. Тој ќе си го каже на изборите своето. Кога тога и македонскиот оваа борба ќе биде за враќање на името долга и тешка, макотрпна. Како тоа ќе изгледа по тебе? Зошто? Зошто ќе се избори? Добро. Затоа што ќе се најдат интелектуалци во Европа, како што веќе се наоѓаат, и ќе го поддржат напорот на македонскиот народ да си го врати достоинството. Одземено му е достоинството, идентитетот, историјата, културата. Тоа е цивилизацијски злосток, зашто македонската држава е прва во Европа 814 година. Нема постара држава. Нема народ во Европа што е спомнат во Библијата, а да обстои по денешното име. Кажи ми еден народ во Европа да е спомнат во Библија и да постои со исто име и денес. Што ми значи мене тоа денес, кога немам меѓународна поддршка? Тебе не ти значи, мене ми значи. Океј. Мене на многу ми не им значи, не може на сите да им значи. Добро. За некоме е ништо. Добро. За Денко Малевски е битна политиката на силата. Моќе не западите што за како ќе прави. Еве сега те прашам. Може да не почитува одлуки. Издиши да поставам прашање. Теза. Зошто нема македонскиот народ поддршка во ова? Никаква меѓународна поддршка ни од кого? Од кого да добие поддршка? Те прашувам. Од воените злосторници? Добро, од Русија, од Пекинг, од... Еве, кажи било кого. Па Русија... Значи, цел свет ли е против нас? Тоа те прашувам. Види се, зошто да зборуваме за Русија? Русија овде ниедно злодело не направила. Јас не сум русофил. Не сум нити... Кога збориме меѓународна, значи онда ќе збориме за Вашингтон. Прекршен уставот и законот. Не зборам за Вашингтон. Па кои се тие злосторници ако не се Вашингтон? Брисел е бе, Јанко. Како е бе Брисел со американски авиони бе, Дардан? Па тие се сојузници. Тие кого ќе поддржат? Нас разединети? Абе, јас ти кажав дека за да не поддржат треба да се обединиме. Ама гледа сега, знаеш зошто? Ти опонирам затоа што
не сакаш да ги спомнеш американците, ти знаеш дека не смееш да ги спомнеш американците. Зошто не смеем да ги Па не знам зошто не смееш да ги спомнеш. Како тоа Брисел? Кој е тој бриселски авион што бомбардирал бе? Кој е тој бриселски? Јас не велам за Кој НАТО. командува со НАТО? Брисел е НАТО. Кој командува Не бе само со НАТО? Европската унија. Кој командува со НАТО? Па 20 и кусур НАТО. Абе, као што збориш дека народот македонски знае, така и цел свет знае кој е под команда на НАТО. Абе, Америка, центарот со кој што води Америка е во Лондон, не е во Вашингтон, бе. Како в Лондон, бе? Абе, Лондон. Пентагон. Фамилиите, 10 што го владаат, 90% од светското богатство се овде. Океј, ај сега пак те прашам. Зошто Тие ја македонски... создадува Америка. Океј, кој се ти интелектуал? Кој е таа поддршка на која? Бидејќи, сами не можеме да се избориме за ова. Нема реакција. Македонците од егејскиот дел не се кренаа. Македонците од бугарскиот дел не се кренаа. Македонците од македонскиот дел не се кренаа. На избори Пендаровски си доби бомбона, никогаш подобри и почисти избори. Не, ти можеш да имаш свое мислење. Де факто од цел свет се признаени како најчисти европски избори. И тоа цела меѓународна го поддржува. Значи, кога зборам цела меѓународна, не мислам само на злосторниците од Брисел, туку сметам на Вашингтон, на Бразил, сметам на Москва, на Пекинг, на Делхи, на кого сакаш. Сите ги поддржа. Ја не можам да најдам меѓународна поддршка, поскап да му се јавам на некој новинар кој ќе рече: вие македонци страдате, не сте во право, ние како држава ви помагаме и така натаму, сметаме, ќе ви дадеме помош. Нема. Се сеќаш на оние бомби меѓу Заев и Тачи, кој му праќаше порака. Не ги слушам Западот бомбите. му одбра за нешто многу важно, уште пред да биде. Добро, ама еве Истокот не го одбрал. Па Истокот кажа дека овие уставни измени се спротивни на уставот. Меѓутоа ние си Ама го ја дознавме. признаа реалноста. Ја не знам кај го кажале. Ама И тоа нема што да прават. Да, Тие да. се легалисти. Да, Ако да. ти си сменил устав, ја што можам да ти направам? Кои се тоа тие? Па сите овие што ги спомна сега, ја признаа Македонија под името Северна Македонија откако го сменивме уставот. И видовме протести. Видовме отпор. Па отпор имаше, не ги затворија водачите. Колку? Македонскиот народ е мудар, ќе си го каже своето на наредните Како и кои се тие наредни избори? Еве и сега има. имавме избори, не го кажа. Ќе си дојдат прави луѓе, ќе се јави водачот. Не може На што ова мислиш? вечето да трае. За тоа во вториот дел ќе ми избориш. Зошто не може вечето да трае и како ќе дојде? Важи? Пауза правиме? Може ли? Нема грешка, како да Ајде, кажеш. пауза правиме. Ајде, продолжуваме со разговорот со Дардан, не застанавме ние цело време. Иако имам огромна почит спрема мојот гостин, мојот тон на практичност се спротиставува секогаш да извлече практичните флоскули од една, морам да кажам, Сдруженијето на Манифест е луѓе од составено кои малце попродуховено го гледаат. Ја не сум продуховен, ја го гледам практично светот, барам решенија, де јуре и де факто. Така практично делувам и сметам дека така треба. Но почитувам креативци, вие повеќето од вас сте уметници, креативци, поети, луѓе со едно возвишено чувство и со такви чувства влегувате во оваа борба. Фактот покажал дека мажино линијата со поезија не се брани, но дека секако за да издржат војниците им била потребна една морална и етичка поддршка. Така да сметам дека македонскиот манифест е потребен, е добро што го има, но моите заклучоци се дека поразително малку допре до светот, до народот македонски. Едноставно, македонскиот народ овде, па и пошироко, освен со честни исклучоци, па дури да се 10.000,
према неколку милиона, се честни исклучоци. Ја не можам и мене ќе ми требаат години и ти си во право кога велиш дека оваа борба долго ќе трае. Мене ќе ми требаат години да се анализира колку македонецот е храбар, а колку е плашлив, колку е итар, а колку е лакијски покорен на секоја власт. Тоа се прашања на кои ние мора да си дадеме одговор и да се погледнеме во огледало. Ние се сметаме за божествен народ, ама не делуваме божествено. Како мислиш дека оваа борба ќе продолжи? Како понатаму народот? Бидејќи видовме, нема протести, нема отпор, нема тероризам, нема трета политичка опција, немаме сојузници. Значи, оставено е се сами на себе. Како понатаму? Во некои работи се согласувам со тебе. Немаме сојузници. Тоа е тачно. Меѓутоа, македонскиот народ е многу мудар. Тоа го покажа на 30 септември. Тој покажа, тој нема... македонскиот народ е сирач, е фрлен на улица без татко, без мајка, без очув и без маќа. Злосторниците, што ова го направија? Многу добро знаат зошто тоа го направија. Најстарата цивилизација, најстариот народ, најстарата култура, најстарото писмо, првата музичка скала, првите библиотеки, првите музеи, првите театри. Тоа Западот, нити Истокот не го сака. Зошто? Им смета. Овој мал народ даде многу цивилизацијски дарови на Европа и на светот. Се му е одземено. Душата не може да му ја одземат. И духот. Македонскиот народ погром и претрпе, беше пален со напалм бомби, затварани во цркви, палени однадвор, рицу издавана на децата, раселуван, во кузне колку е екзодуси во својата историја. Тој сега, ако го крене гласот, знае дека веднаш ќе изгуби државата. Му беше кажано. Направен е рамковниот договор, федерализирана е државата, за 5 минути ќе изгуби државата ако почне насила сега да се крева. Македонскиот народ ќе се избори за своите права на легален начин. Затоа што меѓународното право е зад нас. Зад нас е повелбата, зад нас е универзалната декларација за Конвенција за човековите права. Ќе се кренат интелектуалците во Европа. Ние денес имаме состојба насилници го водат светот. Со демократски бомби милиони бегалци. Во Хаг отидоа маргиналци, како Готовина, Харадина, Милошевиќ, Младич. Ке се крене интелектуалната јавност. Ја очекував папата ова да го крене, ама не го крена. Еден нов Хаг или еден нов Нирнберг. Ама таму да седнат поголеми зверки од овие што сега ги носат. Наместо да ги носат во Стокхолм по Нобелови награди, пред меѓународен суд воен, за воени злосторства. Оние кои што со нелегални војни рушија легално изборни режими, тие ќе седнат кога и тогај. Ова е злостор. Сите овие овде, што го сменија уставот насила, спротивно на волјата на македонскиот народ, кој што кажа не на 30 септември, кој што го узурпираа правото на председателот, го подпиша договор што не е во нивна надлежност. Сите оние што правева пазари со пратеници, ги пуштаа од затвор, за да гласаат за промена на уставот. Кога и тогај ќе мора да одговараат. Овој уставен суд, кој што ја го викам устрамен, тој се усрами. Значи да не ги чекаме неговите одлуки, оти неколку пати чекавте дека мора да се одлучи. Што да одлучи? Како да ти одлучи? Па зошто да чекаме на него одлуки? Треба да каже, да цитира одредби спротивно од уставот и од законот. Флагрантно е прекршен и уставот и законот. Па зошто тогаш се кога и тој ќе дојде време? Аха. Сите ќе одговараат. Сите ќе излезат пред судот на правдата. Ова се кривични дела кои што не застаруваат. Како тоа ќе изгледа и кога? Повака. Не можам да кажам. Јас можам да кажам дека борбата ќе биде долготрајна, мора да се сменат геополитички услови во светот, мора да се смени политичката клима во земјата, мора да дојде една изборна единица, да дојдат во парламентот и луѓе од помалите партии кои размислуваат поинаку, не партии координирани од еден центар со исти програмски цели, исти методи на владење, исти извори на
финансирање. Што сега се испазарија? Еден ќе си ги доби идните парламентарни избори, сега други ве добија преседател и на тој начин ја потврдија политиката на оваа влада за промена на се ова што беше направено и на име, и на устав, и на закон, и на преспански договор. Дадова легитимитет. Ја пуштија Гордана низ вода како жена со авторитет, ја донеса да го крене рейтингот, да ја крене вербата на македонскиот народ, дека утре нешто може да се случи, таа нешто и вети. На која Гордана, извинете, мислите? Силјановска. Аха, добро. Од представник на СДС ја пуштија председател во ВМРО, другиот беше советник на ВМРО-вскиве функционери, отиде кандидат на СДС. Со тоа Западот практично Брисел ни покажа дека тие се една партија, дека народот нема што да прави. Меѓутоа народот ја свати оваа порака. Не за ја пуштија да го крене рейтингот, да има излезност да се направи цензус, а од друга страна гласачкото тело патриотско го поделија. Пуштија трабант партии кои што повикаа на бойкот, пола гласаа за, пола против, победи опцијата на овие што го сменија името, против уставно, против законски, како сака, со кршење на повелба, со кршење на закон за референдум, со кршење на устав, за надворешно работење, за надворешни работи и така натака. Кога и тога ова мора да се смени? Колку време ќе потреба, не можам да ти кажам, ќе биде тога долготрajна борбата, меѓутоа со правни средства македонскиот народ ќе си дојде до своето. Затоа што свеста ќе обстои. Нема во свеста на македонецот е запишано дека ова парче земја, тапија имаат само македонците. Не може друг да одлучува за македонското име. Како што јас не можам да одлучувам за името Србија и Срби, за Албанија и албанци. Не можат нити тие да одлучуваат за името Македонија и македонци. Нашето име е исконско, свето, библиско. 9 милиони има податоци според некои научници старост. Нема да идеме, кидеме само од историскиот период. А сега сето тоа е присвоено од грците, дека сето тоа, уствари, ние што се го викаме, тоа е препишено грчко. во тук катастар. Меѓутоа, во катастарот на држави и народи, секој македонец има идеален дел запишено во тој катастар. Ја имам свој идеален дел од Македонија и македонец. Заев и Димитров може да го продаваат својот дел, мојот не можат. Што значи тоа имате свој идеален дел? Како, мислам, објаснете Во го душата, малце. Ето. во тапијата, семејното наследство ми го оставиле моите предци името Македонија и македонец. Јас сум бил македонец, татко ми, дедо ми, парадедо ми, чукун дедо ми. Од додека памтат. Не може сега некој да ми каже дека си северен. Апостол Павле не дојде во Јужна Македонија, Источна Македонија, Северна Македонија, дојде во Македонија. Еве во оваа книга, ајде да се вратиме малце на книгата, јас имам еден дел во кој што идентитетот кој континуитетот го потврдувам на стари мапи. Почнувам од првата карта на Птоломеите, па од разни извори од соседството или од далеку, или од подалеку, разноразни Која камера, режија? Кажи ми ти која страна? Страна 241. Блазе Па си натаму. ти, види младич. Ја ова нема да го прочитам без ночери, уште читаш, а уште ми викаш ста. Па добро, 240. треба да очари за поситни. Не, ама го читаш, ја ова немаше да го прочитам. Комплименти за тебе. Ова е да. картата на Птоломеите. Која страна? Оваа камера, режија? Добро, еве. Оваа карта е Од Птоломеј Клавдий живеел од 87 до 150 година. Добро. Централен дел на Балканот е Македонија. Понатаму имаат картите извадени од атласот на Илија Петрушевски, карти кои се наоѓаат во Универзитетската библиотека од средновековниот период. Тоа се стари карти се гледаат, а понатаму почнувам со карти од еве, на пример, од соседството, има античка карта на Македонија до Индија. Момент, па режи. имате наредните страни една по една можеме да ги идеме. Секаде во централниот дел е Македонија. Да, Па имате ама тоа не го спори ни една наука. Само викаат, не било ова на македонците и ние што сме тие. Да, ама апостол Павле вика ми се јави човек македонец. Да, ама не сме тие А македонци. нашите соседи го променија, ми се јави човек, му се јави човек и дојди кај нас
дојди во Македонија. Ама ние сме дошле со чевчињата за дишење од Дунав. Да, ама тие што тоа го тврдат не знаат колку е длабок Дунав и не знаат дека трската има членови, па не може да се диши со Ама неја. не знаеш ние какви плуќа имаме, па гледај какви сме развиени пливачи. Одиме под дно 15 метра длабоко и дишиме. Па како? Иначе немаше Има да некој обстоиме. Еве тие на 246-та картата, На која мислиш? мерната карта, онаа горе што е во црно-бела. Ова, Не, ова. таа, Така? со десната рака. Зумира ја оваа карта. Тоа е Кај карта. моево кебапче трепка. Еве, во Вија Империјал, на улица Вија Империјал, музеј има, тамо стои мермерна карта од Лим, цел Балкан, Македонија. Ама ова е цел регион Македонија и тога никој не го спори. Никогаш името Македонија не дошло, туку проблемот е што се расправаме кој е овде? Ама они викаат македонци, Александар се викаше македонски, Александар од Македонија или Александар Македонецот. Ама не му изградија. Велики е од 19 век. Ама му изградија спомени катињаните сега, Добро, молим те. добро ги интегрираше во универзалната држава. Ги обедини, нели? Раскараните хеленски градови. И ги обедини во едно светско царство во кое што сите народи, јазици и религии беа признати, во кое што беше забрането робството. Ама Дардан, у тоа царство царуе другарство. Што има сега да се буниме, има идентитет. Па ќе има леп, ќе има работа. Што ти е гајле, што ти пишуе? Сите трезори што ги освои ги вложи таму во земјите од кај што ги освои. И што ти е гајле сега како ќе не пишат? Па ќе влеземе у Европска унија. Па еве денеска грчки авиони не бранат, не мора да трошиме за авиони. Па работа, па дечковци за нашите керки, жени ќе дојдат од разни. Дечковци за нашите синови, ја? И за дечки, еве ќе идеме на парада јасите. Па донесоа веќе. Така, ќе гледаме Евровизија. Ќе гледаме луѓе на штикли со црни мрежасти чорапи со бради и во долна женска облека. Од до година, животните тоа не го прават. Па Рим го правел. Па кон што целиме? Не знам, кон што целиме. Еве, цел свет вика кон тоа да целиме. Кон тоа да целиме. Не само ние, сите. Им благодарам, јас сум да ти кажам примитивец. Не, тоа некако не ми влегува во мојов ум. Сметаш ли, ака да го завршиме разговорот, поезијата, интелектуалноста и креативноста сметаш дека е главното оружје? Значи, не радикализација, дека не може да се случи, дека овој систем... Ќе за 5 минути. Така. Одлично кажано. И многу ми е јасно и фала ти што го појаснува, затоа што има многу занесењаци кои уште ми викаат дека треба да земам митралезот и да идам у планина. Па тоа го чекаат. Па тоа го чекаат, нели? Значи, борбата треба да биде со ум, со наука и со креативност. И право бројде. Долго и интелектуално. На некој начин со нивното оружје кое сега го проповедаат, право, креативност, да си докажеме што сме и што не сме. Ова ќе биде нашиот испит и опит дали заслужуваме да обстанеме или не. Така ли е? Токму така. Значи, македонецот мора да биде вреден, креативен и да мисли со своја глава. Имаш ли ти нешто да додадеш? Александар го освои светот со силата на љубовта. Најсилното оружје му беше љубовта. Сите го представуваат како злочинец, силеџија. Па добро, он војуваше, поразуваше војски. Носеше војска само кај што ќе му се спротивставија. На достоинствен начин. Ако ги поразеше на достоинствен начин, бранејќи си ја својата земја, пак истите против кои се бореше ги оставеше за кралеви, за наместници. Создаде држава во која сите народи, јазици и религии беа рамноправни. Го укина робството. Те прашувам, кој во онаа робовладарска држава кога секој од секого стрпеше да некој друг му дојде му го оплячка имотот, му ја силува жената и му ги однесе децата како робови, му ја земе жетвата, кој не сакаше да живее во ваква држава во која му беше признат јазик, религија, во која што го забрани робството? Кажи ми. Но, тој Александар понуди обединување. Но Александар е минато, ние сме денеска, ние гледаме Евровизија, имаме Оскари. Овој народ, овие деца не го проучуваат, ниту ќе го проучуваат Александар.
но затоа ќе проучуваат современи автори и така натаму. Ќе успеете ли вие со нешто модерно да допрете до луѓето и до младите за да се свестат? Бидејќи, знаеш, кога мене ми проповедаш, тоа е исто као свештеник кој му проповедаш. Зборувам за народот. Ти си интелигентен човек, знам дека ме разбираш. Тебе нема тоа ти кажувам. Да објаснувам. Значи, не е работата мене да ми објаснуваш и на народот што знае слични како тебе. Како да им објасниме на оние новите со поинаква перцепција, кои се родени со мобилни, кои не знаат за време пред интернет и кои Александар Македонски нема да им значи многу како што тебе ти значал или мене. Па еве сега, каде е, нас ни треба сега нов спасител. Спасителот еднаш го дадовме. Спасителот го дадовме. Мојот текст ова е македонската религија на сонцето преточена во христијанство. Јас правам предизвик и за Богословскиот факултет и за стручњаците по ова, многу незгодни прашања поставувам. Кому му требаше оваа религија? Ова е религија на љубовта. Декалогот се 10 Божји заповести, 10 изрази на љубов. Првите 4 кон Бога, наредните кон ближните. Тоа се сите луѓе на земјава планета. Кој е тој народ што имаше толку љубов да го сподели со другите? Кому му требаше? Може ли народ што го прогонуваш и го распна Исус да е творец на оваа религија? Поставувам прашање и дилема во оваа книга. Може ли тие што ги прогонува апостолици да се творци на оваа религија? Може ли оние кои што и самите не се христијани, јас ги викам крстијани изворно, да ја создале оваа религија? Кажи ми, дали може народ што самиот не е христијанин да создале? Не се согласувам со тебе, ама дали може? Ти благодарам за се во ова. Македонски манифест, значи, ве поканува на промоција на книгата Македонија, Искон и вечност. Така, со многу брилијантни текстови од многу автори. Така. Ќе го привлечат вниманието на секој читател, секој ќе си најде текст за себе. Промотор ќе биде Александар Станковски, така е. Гости на манифестот ќе бидат Игор Дурловски, Арна Шијак, Борис Трајанов и Александар Ѓуровски. Борис Трајанов го откажа, меѓутоа и останатите ќе бидат тука. Добро. Правиме напори да дојде уште еден уметник во музичкиот дел. Книгата ќе биде дистрибуирана преку Матица Македонска веднаш после промоцијата. Добро. Правиме напори преку други. Благодарам за копијата, ми представува често ми ја подаревте. Исто и мене. Значи Музеј на македонска борба. Музеј на македонска борба 19:30 часот во текот на утрешниот ден, среда 22 19:30. Благодарам многу, Дардан ти посакувам многу здравје и до скоро видување се надевам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.